Иновативниот пристап во поглед на опциите за урбаната мобилност на Rinderknecht е ист, со модуларна платформа со револуционерно раздвојување на двете компоненти на возилото. На тој начин, освен што тоа добива повеќе функции, се продолжува и неговиот животен век. Нешто слично како што е кај компјутерите, каде хардверот и софтверот, иако одат заедно, се третираат посебно. Хардверот во овој случај би бил самата механика на возилото, кое е електрично и автономно. Улогата на софтверот ја имаат посебните надградби кои со едноставна измена му овозможуваат да обслужува различни работи дури и во текот на еден ист ден. Со тоа се создава одржлива основа за транспорт на луѓе и стоки со стериозна економска смисла за поширока прифатеност. Формулата што Rindspeed ја има применето кај метро СНЕП овозможува едноставна и брза замена за телата на возилото. Мислено е и на безбедноста и целокупните трошоци за тоа, заради што во голема мерка се ангажирани напредни технологии. Помошта пристигна од бројните негови партнери. Сите заедно се надеваат дека човештвото набрзо ќе прифати дека ваквиот тип возила може да помогнат во решавањето на повеќето проблеми поврзани со метежот во сообраќајот и загадувањето на воздухот. За флексибилната употреба на различните тела на овие возила ќе бидат задолжени посебни системи компатибилно развиени меѓу себе. Предвиден е и сличен принцип на замена на батериите, со што се елиминира потребата од чекање за нивно полнење. Во развојот на својата идеја, генијалниот Rinderknecht отиде уште подалеку, поврзувајќи ја со концептот на умен град. Тој подразбира синџир поврзани користења на вакви возила за транспорт на луѓе, достава на стока и разни услужни дејности. Во него ќе нема место за поседување на било какво возило, оти ниту поединците, ниту компаниите ќе немаат потреба од тоа. Тој е убеден дека ќе најде на поддршка од јавноста, бидејќи, како што вели, луѓето сакаат уште поголема практичност и едноставност во своите животи, а ова негово иновативно решение за транспорт го прави тоа можно. Тоа после Лас Вегас ќе биде прикажано на Светскиот конгрес за мобилноста во Барселона и саленот на автомобилите во Женева. Овој концепт е 26-ти по ред кој Rindspeed го има подготвено.